Кога нема да направиш нешто што пред себе си го поставила како сопствена цел, тоа не значи дека ти недостасува способност и капацитет за нејзино реализирање. Тоа само значи дека во себе и пред себе не си донела јасна одлука да тргнеш кон остварувањето на соодветната цел. Не си се обврзала себе си во реализирањето. Не си се обврзала себе си кога и како ќе почнеш. До остварувањето на посакуваната цел исклучиво те дели само поставување, односно донесување на јасна одлука. Ако јасно, точно, прецизно, силно и доследно одлучиш нешто да направиш, тоа ќе го направиш. Ќе го најдеш и начинот како тоа ќе го направиш, ќе се поклопи и вистинското време и ќе се отворат поволните услови. Едноставно, одлуката само не е донесена. Длабоко во себе не постои решителност и подготвеност. Кога не постои јасна одлука, полесно е на летаргијата да те обзема и полесно е да се оправдуваш со отсуство на волја, ентузијазам и енергија. Само одлуката те дели од остварувањето. А зошто не е донесена одлуката? Затоа што не сакаш да се изложуваш себе си на непознато, на нелагодно, на несигурно, на непријатности. Не сакаш да бидеш во сферата на збунетоста, да бидеш уплашена, да се чувствуваш дискомфортно. Сакаш да бидеш едноставно само на сигурно и на безбедно. Ова е потполно природна реакција. Бидејќи постигнувањето на некоја цел подразбира многу акција и многу нови работи. Ниту акцијата, ниту новитетите нам не ни делуваат ниту сигурно, ниту безбедно. Прифаќањето на непријатноста, на збунетоста, на чувството на страв, на чувството на погубеност и на сите сензации кои тие ги предизвикуваат во телото, е првиот чекор да се донесе јасната одлука. Вториот чекор е прифаќањето на појавата на сомнеш во себе, во својата компетентност, во своите вештини. Кога ќе донесеш одлуката, мора да ја задржиш свесноста дека ќе имаш сомнеш, страв, замор, збунетост. И со таквите сензации во телото и со менталната несигурност одиш кон реализација. Кога ќе донесеш јасна одлука за конкретна цел, треба да ја имаш во себе постојаната свесност дека во процесот на остварувањето нема да постои сигурност, дека можеби повеќе ќе доминираат уплашеноста, збунетоста, дури и немотивираноста. Повеќе ќе сакаш да се откажеш одошто да продолжиш. Во себе ќе имаш говор дека ова не е остварливо, дека ова не е за тебе, дека е многу тешко, дека не е реално. И затоа главна помош на твојата одлука е да се тераш себе си во такви состојби само да продолжиш да се движиш. И тогаш брзо спласнуваат непријатните сензации, а твојата самодоверба брзо расте. Твојата благодарност кон себе, што не се откажуваш, исто така расте.
Тогаш е многу важно да се радуваш и на најмалите чекори, да го славиш секој чекор, да си даваш максимална подршка. Многу е важно да не ги судиш своите резултати, туку да ги славиш, да ја славиш својата храброст, дека не се криеш по ќошеви, туку дека одиш напред и напред кон посакуваното. Колку е важно што се заземаш за себе. Така самодовербата се повеќе и повеќе ќе расте, а твојот праг на толеранција на непријатното исто така ќе расте. Потсетувај се себе си колку ти е важно што си ја донела одлуката, колку и таа да ти била тешка. Колку таа одлука ти донела всушност слобода и исполнетост. За полесно прифаќање на непријатните сензации и подигањето на својата свесност најмногу помага медитацијата. Тука сум за тебе, ако ти треба подршка при медитирање. Во описот на видеото погледни го линкот за тоа како можеме заедно да работиме. Секое добро.